Бркалки за правење ајвар, рачно изработени и достапни по цена од 250 денари, се продаваат на тезгата на 74 годишниот Павле Алексов на пазарот во Штип, мајстор со повеќе од 40 години искуство. За него, кој веќе 4 децении одржува оваа традиција, секоја бркалка е многу повеќе од алатка. Тоа е мал уметнички предмет кој помага на секоја домаќинка да го постигне идеалниот вкусен ајвар. Нема голема заработка, но како што вели има за живеачка. Кој има потреба, купи се. За ајвар? За ајвар, за бркање, за манџа, за пинџур. По која цена? 250, овие са 100 денара, тъчниците 100 денара, А тие големите? големите 250 денара. За Од ајвар. што се изработува? Од бука. Да, Тежок ли е процесот? па не е лесен. На кој начин? Тоа е се рачно правено. Не е машински. Изцепам го дрвото, изделам со секира, измазнам и готово. Како го обликуват? Нацртам по него и делка. Се е рачно? Се рачно. Буката не пушта. Од друго дрво даje, цепи се, а буката не пушта. Алексов овој занаат го научил од своите предци, во село во време кога сите рачно извршувале секаква дејност. Тој вели дека за добра бркалка треба добро и квалитетно дрво, а потоа сушење по кое следува процесот на изработка. Чисто дрво и оно се намрсе од зајтино и не пука више. Толку се стои. Барат ли? По потреба, зависи. Еве ваа година, Оваа година 6-7 продаде. а од минатите години? Послабо беше. Оваа година малку повеќе. Инаку ваквиот занаат во Штип пополека, но сигурно исчезнува. Павле Алексов е еден од малкумината во градот кој се уште изработува бркалки, но како што дополнително информираше, по него нема кој да го наследи, а занаетот е речиси на праг пред изумирање.